Минатата година, односно 2025 година, се зголеми 100% тарифникот. Направивме компаративна анализа и ние и после зголемувањето на овие 100% сме се уште едни од најевтините држави, односно искористувањето на нашите национални добра не се многу наплатени. Во минатото направивме една анализа и видовме дека има многу долгови. Сега константно ги следиме сите наплати, односно мора се да е наплатено, дури за 1 денар плаќаме опомена, значи секое добро од државата што се користи мора да биде платено фер. Понатаму легислативата правиме и нов закон за рударство и минерални суровини, а до тогаш се што е напишано во законот ние го контролираме. Имаме засилени инспекцијски надзори, значи имавме над 170 редовни, околу 80 вонредни инспекцијски надзори. За овие потреби исто така набавивме и дрон во министерството, што сакаме да го елиминираме човечкиот фактор каде што е можно повеќе, сакаме да имаме дигитализирано, со тоа ќе можеме да направиме една сериозна и сеопфатна контрола. Имаме наплатено за првите 3 квартали, имаме наплатено 931 милион денар ова од 2025 година. Во споредба со 2024 имаше 391 милион денари, а во исто време одземавме 46 концесии. Односно правиме една сериозна проверка и сакаме тие што работат навистина по правилата и по легислативата да бидат наши концесионери и ние сме тука партнери, односно сите што ќе работат законски може да продолжат да работат со тоа што ќе си ги плаќаат своите фактури на време и ќе плаќаат на државата. А понатаму, како што знаете, од овие пари 78% одат во општините, 22% одат во државниот буџет. Општините ќе ги користат овие пари за работите што им се потребни, секако државата за други инвестиции.